Ова што го гледате тука не е од роден ден да Тања ми скршила шиша, туку од моје невнимание кога излегував од кола. Добар ден на сите, добре дојдовте у 10-та епизода. Викендов што помина, имавме неверојатен период со Тања, практично ова беше за мене роденденски викенд. Бевме во многу градови у Македонија, у саботата бевме во Струга, бевме во Гостивар, вчера бевме во Велес, бевме во Прилеп, па Битола, па Кавадарци, си поминавме неверојатно, сретнавме супер луѓе на кои што им требаше можеби некаква помош и иницијална промена која што не мотивира и нас не инспирира да бидеме уште поупорни во нашата намера да помогнеме на што повеќе луѓе, да им ја смениме свеста околу начинот на живот. Она кое што ме поттикна за денешнава тема, тоа е за дали треба да се вечера, што треба да се вечера, дали после 6 ништо не се јаде, дали после 8 ништо не се јаде и така натаму. Многу митови кои што можеби ги имате околу исхраната. Беше една слика која што објавивме на фан страната, имаше 23 часот пишуваше на неа и објавивме што практично ние готвиме. И имаше многу реакции на луѓе кои што ја како, зошто, нели не се јаде, што јадете и така натаму. И многу луѓе имаат мислење дека навечер не треба да се јаде и дека проблемот можеби ете со вишокот на килограми практично им представува тоа што јадат навечер. Но во принцип главното прашање кое што треба секој од нас да се го постави е што јадеме навечер. Не е дека не треба да ништо да се стави во уста и не е дека телото не му треба гориво и во вечерните часови. Дури некогаш ние знаеме можеби ако заглавуваме навечер до 3 до 4, тоест веќе тоа сабајле и утро, знаеме да јадеме и по 7-8 пати во текот на денот и не е страшно дали вие ќе вечерате или нема да вечерате или дали ќе јадете после 8 или дали ќе јадете после полноќ. Страшно е доколку не јадете и страшно е доколку тоа што го јадете е многу погрешно. Затоа она што најмногу треба да се фокусирате е нутритивната вредност која што му ја давате на телото навечер и што тоа ќе искористи како регенерација додека ние се спиеме. И како можеби ќе се разбудиме на сабајле. Затоа никогаш повеќе немојте да се секирате дали јадете навечер, туку оптеретувајте се и почнете да се го поставувате прашањето што во принцип јадете. Така да во 10-тава епизода чисто кратко сакав околу тоа да скренам внимание. Она што ми е за цел во 11-та епизода е да донесеме на девојка кој што има одличен резултат после бременост и да видите како треба да изгледа бременост, кои се навиките кои што се практикуваат за време на бременост и како може да изгледате и вие после вашата бременост и како треба да изгледа една трудница после оние 9 месеци и можеби додека се уште го носи плодот во себе. Имајте си убава работна недела, ви посакувам квалитетни животни навики, прашувајте не, комуницирајте со нас. Баш не радува што се поголем број на луѓе ни се обраќаат и сакаат да се сретнат со нас. Ке дадеме се од себе за да ви помогнеме на што поголем број од вас и се гледаме, се надевам, во некој од нашите канцелари или во некој од градовите кај што со Тања патуваме. Како ви срто ме горе. Да.